Раководството на ВМРО-ДПМН, сакајќи да го прикрие скандалот со партиското вработување во јавната здравствена установа Општа болница Струмица, измислува и се фали со реформи на владата кои не постојат. Господа од ДПМН, наместо да ја замајувате јавноста со трагикомични и штури реакции, обидувајќи се на тој начин да ги заштитите вашите локални мокници, конечно, одговорите им на граѓаните кои ќе бидат лекарите што ќе се грижат за нивното здравје. Заради тоа, денес, по втор пат ве прашуваме. Кои ви беа критериумите за избор на 9 доктори по медицина? Зошто формиравте партиска комисија во која членуваат лекари кои се во најтесното раководство на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Струмица? Дали тие лекари се во роднински врски со пријавените кандидати кои се примени иако имаат остварно слаби резултати? И така велите работите 24/7, дека граѓаните ви се пред се, барем во реклами и на билборди. Токму заради тоа, истите тие граѓани заслужуваат да ја дознаат вистината. Објаснете им како е можно кандидат кој се наоѓа на 25-то место од вкупно 32 од ранг листата на бодување да биде примен како лекар, иако има значително послаби резултати од сите останати пред него. Нели ви е срам да зборувате за партизирање во време на владење кој одамна поминало и да се повикувате постојано на тоа во отсуство на аргументи за теми кои се од суштинско значење за граѓаните на општина Струмица? Па лекари вработувате, за здравје и човечки животи се работи. И затоа соберете си ги пајташите, смислете некој поинтелигентен одговор. Крајно време е да престанете да ги манипулирате граѓаните. Доста е од сликања и испорачување на ветувања кои секогаш започнуваат со ке, ветувања кои никогаш не ги остварувате. Граѓаните се умори од вашето расипништво и лицемерие. Прочитани сте. Преиспитајте си ги приоритетите. Оти, по кој знае кој пат докажавте дека транспарентноста, компетентноста и квалитетот воопшто не ви се приоритет во владењето.